одложи половина на судот, бидејќи еден од породниците реагирав на таа одлука на судот и реагирав на одлуката да се одложи истиот за 1 ноември, бидејќи сметам дека нашиот предмет е од итна природа и треба да биде насочен на побрза дата, бидејќи луѓето кои се опфатени од проблемите имаат мерки за предпазливост кои трпат свој ограничување на својата слобода. Побарате ли мерка на предпазливост за првообвинетиот? Како? За првообвинетиот ќе побарате ли мерка на Има предпазливост? мерка за првообвинетиот за предпазливост, за пасошот, не знам тоа дали е така, не е важно. Инаку и друго сакам да ви кажам, исто така реагирав и на тоа дека мојот сведок, господин Никола Боревски, не беше повикан на денешната главна расправа. Обвинител А него повикале, сметале дека тоа, судот сметал дека тоа не е потребно на главна расправа на денешниот ден. Обвинителке вчера поднесовте 2 обвиненија овде до Кривичниот суд во Скопје. Очекувате ли брзо да бидат распоредени и да започнат судењата? Апсолутно да. И се расправена постапка, рокот на закажување е 8 дена. Судот може веднаш тоа да го заврши во рок од 8 дена да закаже, а ние сме спремни за судење. Госпоѓа Јанева, како ја покувате благодарноста на Сонја Урушевска за дека го одличивте вашето група беше за Како? Не сме слушнала таа благодарност, Зашто не побарате дополнителни мерки за да изгодите Па јас мислам дека условите за судење не се обезбедени. Како прво, мојот сведок не е повикан, потоа се одлага предметот неопратен од страна на судот заради болест на породник, што не е во согласност со законот за кривична постапка, за време од месец и пол. Тоа е за мене предолг период за кој се одлага ваков случај со таква сериозна обвинение. Кои се вашите заклучоци за случајот нешто, бидејќи го презенете да се изјасните нешто? Мислам дека неоправдано беше и тоа што судот не дозволи да влезат новинарите на самото рочиште, бидејќи таму се надевам на едното рочиште дека ќе влезете и ќе чуете што имам да кажам во однос на моите заклучоци. А обвинителке само што ова, зашто мислите дека судот толку многу го одложи повторното судење за овој случај? Кои се причините според вас? Па јас реагирав за тоа, а мислам дека тоа прашање треба да го упатите кон председателот на Судскиот совет кој го води овој предмет на кривична совет. Благодарам.